Работата за македонците во соседна Србија или пак соседна Албанија е возможна само со еден клик. Со помош на Отворен Балкан се отвораат и вратите за работниците од државата. Потребен е само профил и да се поднесе барање за сертификат. Потоа се чека конечна одлука и лица од Македонија може да се вработат во Србија или Албанија, например. Колку Отворен Балкан е позитивен за младите во државата. Повозрасните штипјани на терен свесни дека животот за младите дома е тежок, ама децидни дека подобро дома нема. Ако пак младите се одлучат на живот и работа надвор од Македонија, тогаш тоа би требало според нив да се земји како Германија, каде има повеќе пари. Тука дека се останат младите, него да одат подалеку и тука е добро живот. Ако работат младите, мислам и за младите нема работа. Тоа е јасно. Али што ќе прават горе по Балканот? Да речеме Албанија или Србија. Барно погоре да одат по западот. Да ше тама повеќе има работа. Да речеме Словенија, Хрватска, тај дел да речеме на европските земји, Германија. Ја мислам дека од дома подобро нема. Ако и обезбедено спање и јадење, и зависи до платата колку ќе им биде. Според тоа, нека тражат спас. Прво јазик, па друго, трето. Кој би фанале Албанија или Србија или подобро додат по запад. Па тешко може да ти кажам за додат некаде у Албанија вамо нам. Зошто? Па, зашо некат наште тамо и ја би некал. А тоа сите што си оидеа у странство, они си знаат. И додека повозрасните се молат нивните деца да останат дома, да живеат и работат во Македонија, опцијата Отворен Балкан за младите е одлична можност. Велат на ваков начин, многу полесно ќе најдат работа и како што велат, ќе живеат подобро надвор од границите на државата. Па јас мислам дека тоа е премногу добро за македонците, пошто од младите секој сакат сите да испоизбегат од Македонија, па многу полесно ќе им е сега. Зошто да бегаат од Македонија? Тешко се живее. Финансиски или? Финансиски е и онака нешто не е многу убава државата, освен ако не си на туристички места, локации. Инаку, според податоците, и во соседна Србија и Албанија недостасува медицински кадар, мајстори, работници во угостителството. Оти многу работници се селат во западните земји, каде се далеку поплатени. Со помош на Отворен Балкан, колку губиме, толку и добиваме, велат од Организацијата на работодавачи. Сезонски работници може да очекуваме во земјоделство или градежништво. Иницијативата Отворен Балкан започна 2019 година со цел да нема граници меѓу трите земји и да има слободен проток на капитал, луѓе, стоки и услуги. Потписниците повикаа да се приклучат и соседите.